тука ќе продолжиме се разбира со нашата утринска тема, која што започнува во моментов, а она која го најавивме од самиот старт е дека зборуваме за нешто особено важно во времето во кое живееме или во овој дигитален свет. Токму во дигиталниот свет, главниот извор на информации на милиони луѓе ширум светот се социјалните мрежи, но со развојот на технологијата и на вештачката интелигенција, тоа добива една нова, поинаква или да речеме поопасна димензија. Тука се достапни и она кое што може да го видат за сите корисници манипулирани видеа, автоматски генерирани содржини, кои што изгледаат убедливо, впрочем како вистините информации. И во време на глобална светска криза, на воени конфликти, економска криза и неизвестност, токму тоа може често да се користи за влијание врз човечкото мислење, создавање паника или поларизација во општеството. Па од тука прашуваме дали развојот на технологијата и технологијата како таква влијае да бидеме поинформирани или поизложени на манипулации. Ќе зборуваме за дезинформациите во дигиталната ера и колку всушност социјалните мрежи ја обликуваат глобалната реалност. Но оваа тема во нашето студио го имаме Суад Сефери од првото здружение за вештачка интелигенција AI Now или AI Now и за кратко ќе го вклучиме онлайн во живо од Брисел, ономо каде што се наоѓа и Бојан Кродалов, комуниколог и експерт за застапување и односи со јавност и впрочем човекот кој што од време на време е во утринска на телма како наш гостин се со цел да позборуваме малку повеќе стручно и експертски на овие теми кога нели е во фокус социјалните мрежи, интернетот и сето она што ни е достапно како информација или најчесто дезинформација. Суад, добро утро, добро дојдовте во утринска дома. Добро утро и благодарам за поканата. Онако верувам дека ќе го најдеме како заедничка точка и во нашите прашања, но и во вашата практична работа е предизвикот со кој што се соочуваме во денешно време, а тоа се најчесто дезинформациите кои што можеме да ги најдеме на интернет и на социјалните мрежи. Па ајде малку така воведно да позборуваме за тоа што е она со кое што денеска се соочуваме? Како го гледаме овој предизвик? Така, значи дезинформациите не се само дел од објави или од новости, значи цела дезинформација е фактички лажната содржина што ние ја примаме нели секојдневно, затоа што секојдневно сме изложени на социјалните медиуми и на таков вид на ризик и тоа создава поделба, страф, омраза и обично ги носат граѓаните, ги терат граѓаните да носат погрешни одлуки и тоа е фактички тоа е најголемиот ризик што го представува во нашето општество. Да, колку можеме денес, Суад, да зборуваме за релевантни извори на информации и дали како може би обичниот граѓан или да расуди правилно, разумно, онака како што треба и дали навистина ите социјалните мрежи се можеби главниот извор на тие дезинформации со кои што ние генерално како нација сме преокупирани. Знаеме кај нас колку е брз и лесен патот да се прошири една па макар и лажна вест, нели, да стигне до што поголема маса на луѓе, но како правилно да се расуди и дали вистина од се потекнува можеби од социјалните мрежи како еден носечки извор на дезинформација? Па позадински, кога ќе ги поврзеш со вештачка интелигенција е малце мислам од поодамна во социјалните медиуми, затоа што тоа е еден вид автоматизација. Што значи тоа? Тоа значи дека секој корисник се следи и се мониторира што прави, што чита, колку ќе се задржи на едно видео, пошто цело време ние скроламе видеа, колку пати го мрда маусот или телефонот. И на тој начин, со помош на таа технологија, на таа вештачка интелигенција што нажалост најголемите компании имаат веќе филтрирано и вградено во нивните системи, тоа креира некое профилирање и моделирање на секој корисник и тоа те тера да фаворизира, пример, виралност над точност. Сега има и такви системи што се автоматизирани и креираат такви вирални содржини и тие се пуштат обично одеднаш по 200 и 300 поста за една содржина, за да таа постигне виралност и ја постигне таа категоризација од системите што се вклопени со вештачка интелигенција, социјалните медиуми поготово, за да тоа стане вирално и тоа е фактички најголемиот ризик, затоа што
кога ќе не владаат емоциите, ние веќе не размислуваме логично Да, не или може да се критично, да. правилно да се расуди што е точно, што не е точно. А кога не размислуваме логично или кога можеби во некои ситуации воопшто не размислуваме, само скроламе, често пати знаеме да се најдеме во таква ситуација, тогаш алгоритмите го превземаат кормилото, како велиме, и она кое што меѓу другото несвесно го правиме од една во друга содржина која што некогаш сме ја пребарувале и повторно алгоритмите ни го даваат она кое сакаме да го видиме, но не секогаш вистинито. Тоа е предизвикот со кој што се соочуваме. Која е вистината и како да знаеме дека тоа што го гледаме е вистина, а не лага или нешто кое што е како по познатите deepfake видеа, односно манипулативни видеа, deepfake содржина, која ретко кој може да препознае дека е всушност вештачка интелигенција или така реализирана. Значи, порано, да кажем, јас сум во AI од 2022 и тука сум имали измена на кариера, зашто последниве 20 и нешто години сум во IT и за среќа сум вмешан малци во cyber security и го знам и тој делот што е позадински, системски, како се поврзуваат и како се одвиваат тие процеси. И обично порано овие deepfake видеа не беа толку софистицирани како што се сега. Меѓутоа не значи дека ние немаме и системи што можеме да ги детектираме и да видиме дали тоа е вистинско или не. Ма обичниот граѓанин како да го провери? Обичниот граѓанин е многу проблем да се детектира преку обичниот граѓанин, затоа веќе пробуваат нели овие големите социјални медиуми како што се Twitter. Twitter го имплементирал Grok и Grok внатре прави верификација на факти, на слики, на видеа, за да на тој начин му кажува на корисникот дека ова ти е фейк, ова не ти е фейк. И најголемиот, да кажам, скандал, нели со актуелна војна што се случува со Соединетите Америкски држави и Израел, со генерирање на видео од Нетањаху дека го убиле. Да, и значи, таа виралност, таа виралност стана видеа. многу јака, што допре, не знам, до милиони луѓе и го натера и самиот премиер на Израел да излезе на CNN и да каже дека ова е фейк видео. Да. И што е најинтересно и најтрагично, луѓето не може да се убедат за тоа што и после тоа кажува дека и тоа видео од CNN е фейк. Да. Тука е малце... Тука настанува хаос, Со што две е вистина, устрици. што лага, што гледаме како Да, вистина. но суат вие споменавте Твитер. Ајде малку да се навратиме на македонската реалност. Да речеме, нашите повозрастни граѓани не се фокусирани толку на Твитер. Најмногу може да се најдат по Facebook, а сега во поново време и по Инстаграм. Дали овие две социјални мрежи имаат генерирано или воведено такво нешто кој што ти го спомена, јас не знам да го кажам повторно, начин или модул за како да се одреди што е лажна вест, што или точни податоци, односно кои податоци не се точни и релевантни, се со цел да не стигнат до што поширока маса. Така, значи, Facebook има поврзано со некои такви невладини организации, такви мини платформи. Пример, кај нас има една платформа што се вика, мислам дека беше Вистиномер, така нешто. Меѓутоа, таа платформа, колку што успеав ја да истражувам, се бави само со политички, нели, лажни објави, што во моментов Facebook има интегрирано и Мета, меѓутоа Мета не знам колку е ефикасен, затоа што Grok, доколку го прашуваш, пример Live, ти кажува дека таа вест потекна од Reuters, од не знам, од било која друга. Го кажува изворот на... Да, го кажува изворот и кажува дека веста е вистинска или лажна. И самиот Grok и самиот Twitter има креирано една таква платформа каде што има интегрирано и такви веб страни, каде што иде по тие веб страни, ги филтрира и ти кажува информација колку е релевантна. И кај нас во Македонија е малце проблематично, зашто кај нас обично сите овие портали, можам да кажам, се борат со кликбейт и тоа кликбейт што значи ќе ти стави еден краток наслов за да ти го кликнеш. Пример, мене... Сензационалистички наслов, за да ги примаме... За да те допира во емоција и ти да се нервираш, да кажеш револт и на тој начин многу е важно ние и некогаш да се трнеме од нашите уреди, за да, не знам, пронајдеме некој мир во себе. Да, или како
дигиталното описменување, дигиталната писменост, која што е исто така важна за да може да направиме разлика во сето ова и да знаеме да не реагираме на прва или како велиме да не биде емотивно сето тоа според насловите, туку да знаеме што е тоа кое што постои како ризик или опасност. Ќе го продолжиме тука во студиото разговорот СУАТ се разбира, но истовремено и ќе се поздравиме со Бојан Кордалов кој што го имаме онлайн. Бојан, добро утро. Добро утро. Благодариме што еве вака повторно иако работно во Брисел се разбира со тековни секојдневни работни обврски, утрово успеваш да се вклучиш во утринска на тема да може да позборуваме на оваа важна тема. Благодарам многу, знаете дека секогаш ми ги задоволство и чест и уживам во одличните разговори со вас. Задоволството е обострано, особено заради тоа што ќе позборуваме и верувам дека ќе повлијаеме и на нашите гледачи едукативно во смисла на ова кое што е наша денешна тема, социјалните мрежи, интернетот, нешто кое што најчесто се користи како извор за информации, а со развојот на технологијата веќе и многу повеќе дезинформации и лажни видеа генерирани од вештачката интелигенција и тешко препознатливи. Па во доменот на твојата работа, на она кое што го работиш и сознанијата кои ги имаш, веројатно во денешно време тешко да се направи една законска рамка за тоа како и на кој начин би биле пласирани овие видеа да бидат препознатливи за сите. Но ајде за самата, да кажеме, опасност или ризик која што постои и она кое го споделивме со СУАТ, разликата која што може да ја направи секој од нас, како да бидеме умешни во тоа. Денеска нема ништо полесно од тоа да направите правна рамка. Меѓутоа предизвикот е како да ја спроведете. И тука голем број од владите, голем број од институциите всушност ги кршат копијата и застануваат, бидејќи многу често, особено во изминатите 5-6 години, видовме разни обиди да се регулира нешто, кои што потоа за жал не успеа да се реализираат. И решението е сделува едноставно, меѓутоа бара многу работа. Факт е дека институциите се тие кои што треба да направат правна рамка. Факт е дека институциите се тие кои што треба да санкционираат. Факт е дека платформите како Мета, X и така натаму, да не ги редиме сите, треба да имаат своја одговорност. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме заштитени целосно во интернет, во онлайн, во AI просторот, во VI просторот, че мора да ја знаеме и нашата лична одговорност и она што треба ние да го правиме. Сме зборувале многу пати, ќе нагласам уште еднаш дека не можеме да влегуваме во користење на алат од вештачката интелигенција, дали е тоа GPT, Gemini, да не ги редам, така натаму, или социјални медиуми, а при тоа воопшто не се едуцираме за можностите, но и за опасност. Не се едуцираме за новините, но и што е она кое што треба да видиме внимателно. Ние, нашите деца, ние при воспитувањето на децата и така натаму. Едноставно, тоа е принципот, начинот за кој мора да функционираме. Бидејќи, знаете како ние многу често користиме се што е помодарство, се што е ново, се што ни дава бенефици, и кога ќе дојде до ризикот, за кој што не сме се информирале, натаму не сакаме да превземеме одговорност. Така што не сакам воопшто да минимизирам улогата на институциите и на платформите, меѓутоа мора да зборуваме за нашата лична одговорност и едукација. Бидејќи ова време на секојдневно менување на платформите, секојдневно воведување на вештачката интелигенција во секоја пора, бара и наша многу посериозно инволвирање, одговорност, но и барање одговорност од институциите да. Да, ова само зборува Бојан, колку и генерално на нас како нација, на македонците ни недостига таа дигитална писменост, затоа што и премалку СУАТ спомена така се програмирани работите да буквално го следат секој чекор на корисникот, а притоа многу од луѓето не се ни свесни што се нели кои се не прати и како нели се однесуваме за потоа да се креираат алгоритмите. Колку во ова време кога вештачката интелигенција доминира и е можеби главен извор веќе на информации, поточно колку сметаш ти дека таа го променува начинот на кој што се веќе пласираат и шират информациите, а во најголем случај дезинформациите? Целосно, заради тоа што вештачката интелигенција, освен што возможува да бидеме многу побрзи, многу покреативни, многу подобри во се што правиме, овозможува многу брзо да се прават и работите кои што се негативни, како што се креирање дезинформации, изноширање, пласирање, злоупотреба и така натаму. Ама добрата вест која што често ја нагласуваме е следната. Како што може брзо да се креираат дезинформации, со вештачката интелигенција може брзо да се креираат и информации. И тоа е нештото во кое што мора да се вложува. Знаете како многу години назад, затоа што пред актуализација на вештачката интелигенција ние зборувавме колку лажните вести или дезинформациите се
атрактивни, колку носат кликбейт, спомнавте тука сензационализам, некако финансиска корист така натаму. Мојата централна теза тогаш беше и сега е: што правиме ние за да информациите ги направиме актуелни и сензационалистички? Јас на предавањата посветувам многу внимание кога за дезинформација да имаме вежби каде што студентите и луѓето кои што се присутни од различни институции и организации да извежбаат како да направат наслов кој што ќе биде атрактивен, меѓутоа во себе ќе биде целосно точен, нема да содржи лажни информации или дезинформации. И тоа е суштина. Така и денеска во ерата на вештачката интелигенција. Секој пронедок, секоја револуција, секоја новина која што се наоѓа, секогаш има позитивна смисла. Меѓутоа во исто време содржи и опасност. Сега во што ние ќе се фокусираме? Во што ние ќе имаме бенефит, предност или ќе изгубиме? Зависи од секој од нас како го користиме, зависи од легислативата, која што се носи национално, европско ниво и широко глобално, и зависи од спроведувањето понатаму како ќе биде. Така што да го менува, да влијае негативно, меѓутоа во исто време дава шансата да влијаеме позитивно. Што ние ќе направиме, што владите ќе направат, што институциите ќе направат и компаниите, зависи од овој момент натаму. Да, одговорноста на секој нас како индивидуа и се разбира одговорноста на технолошките компании, институциите, системите во државите и така натака. Ако зборуваме особено за образовниот систем кој што треба да ги подготвува и тоа како младите во дигиталната ера. И ова беше и некоја од нашите минати теми со која што конкретно Бојан сме зборували и со тебе, и тогаш велиш дека не треба тоа да се некако занемарува или да се става во втор план, бидејќи тоа е времето во кое што младите живеат и нормално дека тоа е првенствено или примарно кое ќе го одберат. Тие се постојано со своите мобилни телефони, учат на компјутери, соочени со сите оние информации кои што им се достапни секојдневно. Значи тоа не можеме да го избегнеме, ниту пак да се изолираме, но затоа треба да ги заштитиме. И особено кога зборуваме за вештачката интелигенција и младите, и нивното ментално здравје е една целина која треба да биде, да кажеме, да биде успешна во смисла да имаме добар резултат или здрава младина и добро едуцирана и информирана. Од друга страна, некој кој што треба да се грижи за тоа, а кај нас, за жал, тоа си уште го немаме. Како стојат работите во Европа? Верувам имаш информација за тоа и која е твојата прогноза? Обично си, да кажеме вака, добар со прогнозите, барем и во минатото кога сме зборувале. Ајде да почнеме само од една инспиративна идеја која што ми ја дадовте, односно ми ја даде Ивана сега. Значи, кога се возиме во авион, нели фамозната реченица за подготвителноста на летот и заштитата вели: пред да ја ставите маската ако има потреба на вашите деца или на некој близок, треба да ја ставите на себе. Значи, прво треба да се заштитите себе си, за да можете да ги заштитите другите. Така што ако сакаме да заштитиме деца или сакаме да заштитиме други, че прво мора да научиме во време на социјални медиуми и вештачка интелигенција како да се заштитиме себе си. И кога велиме дека децата се постојано на интернет, односно на телефон или на уред кој што е приклучен на интернет, што е така, не треба да забравиме дека и секој од нас тоа го прави. И треба да бидеме критични или самокритични. Знаете, има една анекдота, вели родител го едуцира своето дете, дека не треба да пуши цигари, притоа пали цигара и вели: сега да ти кажам зашто пушењето е штетно. Така што ако сакаме да ги промениме работите, мора да почнеме од себе. Тоа е првата работа. Сега кога говориме за Европа, Европа навистина е многу позитивен пример. И ќе ви кажам само дека од почетокот на годината до денеска, значи тоа се 3 месеци, веќе има 3 законодавства, 3 акти донесено кои што се на ниво на Европска унија, кои што се однесуваат на дигиталната сфера, на вештачката интелигенција и така натаму. Значи се следат промените секојдневно. Втора работа, Европската унија, мислам дека има 2, а можеби и повеќе ако сум пропуштил, санкции за дигитални платформи светски, кои што имаат злоупотребено деца или имаат злоупотребено лични податоци на граѓани на Европа, односно на Европската унија. Така што, ако сакаме нешто да во наводници скопираме и превземеме, тоа е постојано ги следиме напорите да се приклучиме на тоа. Бидејќи навистина Европската унија го менува и го прилагодува и законодавството и праксата, за тоа што се нарекува како да имаме подобра заштита на секој индивидуа и на подобро користничко искуство во интернет просторот. А другата работа е дека на национално ниво секоја од земјите на Европската унија, но и пошироко, се труди и бара начини како да се справи со опасностите или предизвиците кои што ги носат алатките на вештачката интелигенција и социјалните медиуми. И тука сметам дека треба да бидеме активни чинители во тој процес и тоа секако и секогаш да ставаме демократијата и правата на луѓето напред.
Со еден збор, ако треба јас нешто да предвидам, тоа е дека не само што ова нема да запре, ако сме зборувале пред години, дека нема да се вратиме назад во дигиталната ера, со вештачката интелигенција денеска јас би кажал дека ние сме длабоко навлезени, но сме веќе во длабокото и нема враќање назад. Ние само да застанеме, да се погледнеме во огледало и да кажеме што би правиле денеска ако немаме мобилен телефон, интернет, социјални медиуми и некој алат на вештачката интелигенција која што ја користиме, јас ви гарантирам дека ние нема да можеме со месеци да се оправиме и нема да можеме да го најдеме патот, независно колку искуство да снимале претходно со години или децени без користење на овие привилегии. Така што наместо да стануваме зависни, мора да стануваме стратешки паметни. Треба да планираме како да ги искористиме сите овие предности во наша полза, но и во полза на позитивно влијание врз општеството. Наместо само да викаме, дај ќе искористам оваа можност што ми се дава, ќе скратам од моето време, место да работам саат време, ќе работам 5 минути, нема ништо да проверам како било изработено, само ќе го пласирам и потоа ќе негирам дека користам вештачка интелигенција. Или наједноставно, конечно е дојдено време да разбереме дека паралелно додека куцкаме на ChatGPT на нашиот мобилен телефон или компјутер, а потоа одиме на кафе и велиме страшно е ова што се случува со вештачка интелигенција, со интернет и со социјални медиуми, дека едноставно тој делузионизам, тоа неживење во реалноста не се отразува на нас. Мора да прифатиме дека сме сите независни, туку дека се подпираме на сите овие алатки, на сите овие мрежи, на сета оваа дигитализација, меѓутоа дека не учиме доволно како ние да бидеме газдите, менаџерите, главните, туку се повеќе отстапуваме некој друг тоа да го прави за нас. И на крајот, ако ние користиме вештачка интелигенција и даваме да сработи све место нас, ништо не проверуваме, ние само уживаме, логично ќе дојде денот кога ќе се постави прашањето што ќе си ми ти. Туку едноставно вештачка интелигенција ќе работи и се ќе прави наместо нас. Заради нас и заради нашата одлука. Убави поинти споделуваш, Бојан, доколку имаш време, може да те поканим уште малку да бидеш дел од разговорот, ќе го вклучиме и Суат, но пред да ни даде одговор и тој, би сакал уште една работа со тебе, бидејќи ги споменавме законодавните рамки, како тие функционираат во Европа. Ние не сме дел од Европската Унија, но колку сме можеби далеку или блиску од воведување или преземање на некакви такви законски рамки за сите овие работи да се стават на некој начин под контрола. Тоа ќе ни би сакала да го слушам и твојот одговор, а потоа и Суат со неговото искуство од тука. Ние не сме дел од Европската Унија, меѓутоа сме земја кандидатка. Ние сме со аспирации кон Европската Унија и на крајот на гриштата имаме наши институции кои што одлучуваат кои закони ќе ги стават на дневен ред, ќе ги усвојат и ќе ги спроведат. Така што од волјата на институциите, односно на политичките представници, зависи кои акти ќе бидат и како ќе биде тоа спроведено. Меѓутоа, повторно ќе потенцирам секаде во светот, но особено во Македонија, Балканот или помалку развиените земји со помала демократска култура, законодавството се покажало искусствено дека не се никаков проблем. На крајот на Македонија има едно од најубавите законодавства, најдобрите законодавства, секако треба да се прилагодува и менува. Ама не мислам дека сме детектирали дека имаме проблем во законодавството. Проблемот што кога доаѓаме до имплементација, доаѓаме до сериозни проблеми. Дали е тоа корупција, дали е тоа соочување со недоволна волја, дали е тоа селективност, дали е тоа немање на капацитет да се променат, дали е тоа корупција повторно преку неработа на институциите да ги спроведат овие работи. Се извинувам, и така натаму. Едноставно, мислам дека мораме тоа да го промениме и дека ни фали една инклузивна дебата и вклученост на сите во процесите. Ние многу често зборуваме за забрани, зборуваме за стравови, многу малку зборуваме за можности, освен кај вас, на другите медиуми и одредени места, платформи кои што се од јавен интерес, меѓутоа се надвор од институционално. Ние многу малку вложуваме напори да објасниме дека, например, ако нешто се случува како менување на законодавство, дека тоа се прави од интерес на луѓето. Еве, тргнете, не знам, измени во законот за пушење. Значи, ние не разговараме, ние немаме тема, односно институциите, немаат тема зошто се носи законот. Повторно е ставено како пред децении едните против другите. Не може на тој начин да направите никаква измена, не може никакво подигање на свест, не може никаква реформа. Ако вие дојдете, например, на дете и му кажете да утре нема да користи социјални медиуми, а не разговарате, немате подготовка, немате алтернатива, нормално дека нема да успеете да го направите тоа. Или ако на родител кажете од утре ти ќе го контролираш детето, дали под 15 години е на социјален медиум, ако не ќе плаќаш казна,
нема да постигнете ништо освен револта. Едноставно мора многу повеќе да вложуваме во вклученост, во разговори и во промена, како подготовка за процесите. Тоа не треба да трае со децении и со години. Тоа може да трае со денови, недели и месеци, меѓутоа треба да ги вклучи сите, да ги слушне сите и да им даде можност на сите заинтересирани да ги искажат повратниот став. Верувајте, ако на тој начин македонското, балканското општество го промениме и ги вклучиме луѓето и оние на кои што се наменува било која промена законска во прв план, навистина да одлучуваат многу по-шведска, по-скандинавска или по-европска клима и законодавство и предности хиба. Да, убаво спомена Бојан, ригорозните мерки, веројатно таквите драстични промени не носат очигледно добро за никој, наспроти нели дебатите, дискусиите и размислувањата, па и начинот на тоа како треба да се објасни зошто е тоа вака или унака и на кој начин треба да се користи, иако некој дел од земјите веќе ставија забрана за малолетни. Последно ми се чини, ако не грешам, Велика Британија го одби тој предлог, па и не го спроведе кај нив, но кога зборуваме и за младите и за законските рамки, еве и суат во продолжение, со оглед на тоа што суд предаваш со млади, поточно во училиштата, од која возраст тоа се случува и кога е моментот да се започне со едукација за вештачката интелигенција, колку тие тоа го разбираат и дали предавањата се чисто предавање или се интеракција? Така, значи, јас мислам дека дури да постои закон, значи без примена на практична едукација, значи законот фактички џабе и да постои кога нема примена на тоа. И јас во моите предавања обично последниот период бев во средни школи низ регионот во Македонија и интересот е многу голем, доста се срамежливи, значи учениците и проблемот кај нив е што ја разбира технологијата, меѓутоа не до детал. И секогаш, значи, сметам дека Министерството за образование треба да креира некој систем или да почнува веќе да размислува за вклучење на предмети за дигитализација, за вештачка интелигенција и таква практична едукација. Сметам дека треба да има треба цело време тоа да се повтори. Ако не цело време, барем да има по еден експерт еднаш месечно во секоја школа да има некое такво предавање каде што цело време континуирано ќе ги учи децата и ќе ги надградува со знанието и со технологијата што се случува во моментов, затоа што вештачката интелигенција зема многу голем замав во последниот период. Можам да кажам дека статистички е 6 пати повеќе од нормалното. Што значи тоа? Еден, да кажем, инфлуенсер или таков човек што шири дезинформации може да пишува дури со 100 статии на ден, а порано за 100 статии требало недела дена или не знам. И тука е таа компарација. Значи, јас сметам дека треба цело време учениците да се надградуваат и ова треба да има еден час специјално што е за етика, за дигитализација, за дигитален детокс, за вештачка интелигенција и како они да се заштитат, затоа што постојат и фишинг моменти, каде што исто фейк ньюс се поврзани со фишинг, затоа што тоа те носи да пополниш некој формулар, од таму ти ги зима податоците и све е тоа поврзано. Со измамите со кои што се соочуваме. Со измамите, да, што се соочуваме и многу е важно да имаме еден примарен фокус на TikTok и на Snapchat, затоа што младите таму не се воопшто заштитени и треба барем некоја контрола или родителска или треба некако барем нашата држава да воспостави некој контакт со тие големи социјални медиуми и платформи за доколку се случи некој скандал, за да знаеме ние каде да реагираме, затоа што во моментов имаме само еден мејл од МВР и не знаеме дали тој мејл е валиден реално. Да, а за жал низ годиниве сме сведоци на бројни неубави, несакани случаи кои што се секако поврзани со како некоја инспирација од социјалните медиуми. Сега споменавте дека сте во комуникација со младите и дека тие до некаде се можеби заслепени од можностите што се може вештачката интелигенција да понуди, а од друга страна не се доволно информирани како да се заштитат и колку навистина таа може да им наштети, но што вели праксата, колку навистина младите ја користат вештачката интелигенција?
Па кај нас младите ја користат повеќе од аспект на нели за да пробат што е, за да видат кај е, Љубовност и забава, значи. Да, за забава, меѓутоа има и деца што се заинтересирани за кариера и обично тие влегуваат во програмерскиот дел и фактички практично го користат за програмирање и за такви работи. Меѓутоа, има и деца што го користат и за училница. Јас има предавање и на едукатори за да препознаат кои деца нели имале да кажеме креиран тест од вештачка интелигенција со помош на вештачка интелигенција, затоа што доаѓа и во тие моменти каде што ние исто така треба да размислуваме и за нели некоја платформа за плагиатура, затоа што тоа се случува и во универзитетите. И професорите што предаваат се класични професори, немаат многу доволно знаење за вештачката интелигенција и како е тоа генерирано. И сметам дека едукација треба да биде приоритет број 1 во државата за секој. Да. Ќе се поврзаме повторно со Бојан и во контекст на ова што го споминавме со Суат и пред малку Бојан спомена дека се наоѓаме веќе во длабокото кога зборуваме за вештачката интелигенција и за тоа со што сме соочени, но ако нели често се постава прашањето дали ние повеќе закана или ние повеќе од корист, и секогаш го добиваме истиот одговор ако знаеме како да ја користиме и ако правилно се однесуваме со сето тоа ќе ни биде од корист, воспротивно ќе биде закана, но и тоа кое што го спомена Суат некако токму поради недоволната едукација, заштата на време, несакање можеби да се губи време во учење и така натака, ако зборуваме конкретно за младите, ако зборуваме за повозрастните, може во интерес на работата и секојдневните обврски се осврнуваме да ги дадеме нашите обврски или насоки да тоа го направи за нас вештачката интелигенција. Од тука дали е тоа закана и дали е корист, каде можеме да сгрешиме и да избрзаме и како да меѓу другото се контролираме се додека не се воспостави таа или поточно не се реализира и имплементира таа законска рамка, па да знаеме и на тој начин како ние да го направиме, па ако зависи од нас да си дадеме себе си одговорност, ама да знаеме како. Кој што еден секогаш го давам и сакам да се вреже некако во меморијата. Значи, кујнски нож. Користиме за да побрзо сготвиме храна. И тоа е предност. Ама во билтените на МВР читаме дека од време на време некој човек за жал настрадал, бил убиен, повреден од кујнски нож, односно нож, кој што е бил измислен за во кујна. И тоа не прави да ние се откажеме од користење на нож во кујната, туку да сватиме која е одговорноста која што за среќа 99,88% од луѓето ја знаеме дека е така. Втората работа, ако купиме нова машина, нов телефон, фрижидер, усиси правосмукалка, и ако ние не прочитаме дека треба да извадиме фолијата заштитна и тој се запали или прегори, нема да ни биде признаено оштета, осигурување и така натаму, затоа што не сме го прочитале упатството. Значи сме превземале одговорност. И повторно правосмукалката не е проблем, таа треба да се користи, и тоа треба да се чита упатството и треба да се биде спремна како тоа се користи. Така што не постои друго нешто кое што можеме ние да го примениме освен ова. Едноставно е, многу едноставно. Како да бидеме спремни? Тоа е третиот пример. Додека да дојде законодавството, е постојано да читаме, учиме, вежбаме и се подготвуваме лично. Лично, меѓу себе, меѓу блиски и така натаму. Знаете како? Не постои магично стапче кој што преку закон ќе ги реши работите. Законот поставува рамка. Регулативата, легислативата прави рамка. Спроведувањето го прават институции, и тоа спроведувањето зависи од тоа колку е добра рамката и колку секој од нас, секој граѓанин се вложува. Или наједноставен пример можеби ако сакаме да дадеме, е тоа дека како што одиме на алатката, на ChatGPT речеме денеска, викаме најди ми 5 дестинации до толку евра каде што би одела летово. Ако знаеме тоа да го направиме, па зашто не го искористиме тој истиот ChatGPT да прашаме како да го заштитам моето дете тоа и тоа, како најдобро да направам тоа и тоа, како да инсталирам таа и таа апликација која што ќе ми направи тоа и тоа. Значи зошто едноставно во денот покрај тие часови или минути кои што ги посветуваме да си го лесниме работата и да отидеме на кафе или да се легнеме да дремнеме, зашто не ги потрошиме истите тие часови плюс да прашаме корисни работи, се едуцираме за вештачката интелигенција и социјалните медии.
Тоа е едноставното. Законите ќе дојдат, законите во дел доаѓаат, меѓутоа и да ги нема конкретните закони, правилата постојат. Значи вие не можете да направите плагијат. Значи не треба да има закон за плагиаторство на социјалните на вештачката интелигенција, за да вие знаете дека ако утре бидете фатени во вашата теза, во вашата колумна или што и да е, дека сте рециклирале или украле нешто, по наводници што не е ваш труд, дека вие за тоа ќе одговарате. Има закон за тоа. Не треба да биде посебен закон. Така, и еве како се движиме кон крајот на разговорот, може едно прашање, вака Бојан, ако споменавме со Суа дека еве и со, за жал, моменталната ситуација глобално или војната на Блискиот Исток повторно ни донесе разноразни содржини, генерирани содржини, токму такви манипулативни видеа кои се тешко препознатливи, па на прва луѓето токму поради стравот и неизвестноста за да поверуваат, од после излегуваат информациите дека тоа не е вистина, дека е креирано со вештачка интелигенција и така натака, па потоа се прашуваме и во самата таа информација која што сметаме дека е релевантна, дали пак и тоа е вистина, иако доаѓа од одредените веб страни или онлайн платформи на медиумите. Значи, се прашуваме дали вистината денес е релевантна. Дали можеме да одговориме едноставно на тоа прашање? Кој се прашува дали вистината е релевантна, се прашува и без и пред војната на Блискиот Исток, и пред ковидот и после ковидот. Жално е што бројките растат, меѓутоа тоа е одговорот кој што е логичен во ситуација во која што комуникацијата недостасува и правилната вклученост на луѓето. Носењето на закони, носењето на забрани, носењето на казни, кои што постојат само за да се оправда политичката немоќ, овдека или во светот или каде сакате, се резултат кој што води до да се зајакне. Меѓутоа во исто време ние мора да разбереме дека недостатоците во образовниот систем, нееднаквоста, социјалните разлики се нешто до кое што не опможуваат секој човек да појде од иста појдовностно. Сега, вештачката интелигенција и технологијата ова го нуди како опција да се надмине. Сега, прашањето е дали ние ќе навлеземе во негативностите или ќе ги искористиме позитивните работи. Мене клучната работа која што сакам да нагласам е дека мора да се изгради токму тука јасен став за законодавството. Токму во deepfake видеата, токму во негативностите и во конструираните видеа или фотографии или други содржини на социјалните медиуми, легислативата игра како голема улога. Не заборавајте дека не беше легислативата. Ние пред 10 години ќе бевме западнати во сериозен дел на лажни информации и на дезинформација. Да не беше проверката на факти, ама некако проверката да некој се чувствува на еден или друг начин, туку проверка за да може секој да прочита со многу лесна динамика што е факт, што не е. Па нека избере што сака да мисли. Ние многу одамна ќе бевме западнати во уште подлабокото, каде што немаше дури да можеме да се подвратиме, малку да земеме воздух и да се качиме на некој бродче да се одмориме. Така што мислам дека мора да разбереме дека времето се менува, умот на човекот многу може повеќе, токму со вештачката интелигенција. Меѓутоа, ако ние користиме вештачката интелигенција за да не правиме ништо или да си веруваме во нашите теории на заговор, а не користиме за да напреднеме, дефинитивно ќе станеме заменливи, променливи и неважни. Че едноставно или ќе се фокусираме да гледаме напред кон она што се перспективи, да работиме на тоа индивидуално, но и како институции, или пак ова ќе биде пат без повраток, односно без враќање, кој што реално самите ќе си го направиме, но и поради тоа што не сме ги притискале нашите институции да работат и да преземат конкретни активности. Се менува светот, односно светот е веќе сменет. Пикањето на главата во песок што го правиме со децени, а продолжуваме да го правиме, не само што не носи резултати, туку носи штета. И мислам дека оваа емисија, меѓутоа и целото медиумско внимание на оваа тема е последниот крик да ја сватиме личната одговорност и да се промениме. На позитивно сега. Така е, одличен завршеток, Бојан, точно со поентата која што сакаме да постигнеме и со нашиот разговор, да делуваме едукативно и доста конструктивно во смисла на и размислување, отворање на видиците кон оваа тема, гледајќи ги ризиците, но истовремено и едуцирајќи се за тоа како можеме да се заштитиме, а сепак да бидеме во корист. Ти благодариме уште еднаш за ова вклучување и ти посакуваме пријатен работен ден. Верувам ќе се видиме во следна прилика со физичко присуство во студиото. Поздрав, Бојан. Убав ден. Поздрав.
Да, исто суат тука во студиото ќе го дадеме крајот или завршетокот на овојденешен разговор. Би сакала да ја слушнам вашата поента. Ние цело време зборуваме дека е потребна таа дигитална писменост, едукација, она што и пред малку Бојан го напомена во неколку наврати дека сите глобално пливаме во истиот океан и дека назад нема, можеме само да одиме напред, да тежнееме да одиме кон иднината, кон сето она што светот го носи. Светот е променет и ние ги живееме тие промени денес. Прашањето ми е докаде сме ние? Дали сме на добар пат или ако она што и премалку го кажа Бојан, не се потрудиме малку повеќе да се едуцираме, може само да потонеме? Така, значи во светско ниво ние се уште немаме ни светска законска рамка за вештачка интелигенција и они го викаат black hole моментот. Што значи тоа? Да, што значи тоа? Значи, после поминување на таа класична вештачка интелигенција, треба да се направи законска рамка за да преминеме на AGI се вика, Artificial General Intelligence. И тој момент, во моментов се случува неконтролирано, затоа што тоа е процес кој што преминува од LLM chatbots до агенти, значи до креирање на мултипл агенти и тие агенти предизвикуваат ризики во нашето секојдневие и во општеството и во сите социјални медиуми што ги користиме во секојдневието. Значи јас сметам дека ние секогаш треба да се фокусираме и ние и младите да имаме дигитал детокс. Што значи тоа? Значи по еден час на ден барем да се тргнеме од нашите уреди и ако може и повеќе. Да, и да размислуваме малце за нас, за нашата кариера и добро да се знае и да се имплементира вештачка интелигенција во секојдневието, затоа што јас сум имал скок на кариерата во последниве години и нормално секоја информација на интернет служи за добро и за лошо, зависи од нас што ние сакаме да прифатиме и да користиме. Да, и еве за сосема за крај, во однос на прогнозата која што исто го прашавме и Бојан, Суат, што е она кое што не очекува во иднина, впрочем, дали ќе имаме повеќе создаватели на дезинформации или ќе може оние кои што се борат против тоа да го држат чекорот. Впрочем, се повеќе има, борбата продолжува се додека не се воспостави таа една, како велиме, патека, нешто по кое што сите одиме и впрочем се работи за човештвото генерално. Значи секако дека ќе има повише криминал. Јас така го размислувам. Меѓутоа, зошто ќе има секогаш тие ќе бидат во предност? Да, затоа што тие обично кога креираат такви содржини, креираат стратешки и имаат поголеми платени алатки за вршење на таква манипулација на маса на народ. И ние секогаш треба да бидеме тие што пазиме, што гледаме наслови, гледаме датуми, гледаме кога се објавени, дали веста е релевантна и така натака. Сакав се да најавите нешто, да не останеме покуси со тоа? Да, значи на 4 април имаме исто еден настан кој што ќе се држи во Стартап Клаб Скопје, каде што исто ќе разговараме во врска со овие теми за вештачка интелигенција и за дигитал маркетинг, така да ги карам сите млади па и постари да ни се придружат. Да, фала. Суат ви благодариме многу за гостувањето. Верувам дека ова нема да ни биде последна дружба со оглед на тоа што темата и повеќе од актуелна и споменавме дека во недостиг на вакви добри информации или соговорници поврзани со оваа проблематика, навистина е и повеќе од потребно во медиумите да се зборува за оваа дигитална писменост која што на сите ни е потребна. Се надевам дека бев продуктивен за сите нас. Така. Во иднина малку повеќе за активностите на првото здружение за вештачка интелигенција и тоа е интересно да се слушне, но во интерес на времето ние тука завршуваме, се разбира, закажуваме никоја следна прилика и средба во иднина.